Дали вие бевте тој што го подпишавте договорот за минимална плата со владата? Дали вие го подпишавте таа формула и законот за минимална плата, таа методологија? Вие бевте? Не. Како не? Јас предлагав друга, вие гласавте со влада. Добро, се Законот за минимална плата во 2011 година е донесен на иницијатива на Сојузот на синдикатите на Македонија од Собранието. На економско-социјалниот совет, кога дојдовме од протест пред Стопанската комора, онака како што вели колегата Благоја, дојдовме на седница на економско-социјалниот совет од протест со закажан генерален штрајк во јавен и во приватен сектор, се донесе во 2022 година се донесе измени и дополнување на законот за минимална плата на барање како што баравме ние. Тоа што ние го баравме е 60%. 2011. Ама не сме тројца против еден, онака како што сакате да претпоставите. Ако збориш за 2011, зашто се амнестираш дека не знаеш што правеле своите претходници? А формулата, тоа што е битно да се знае. А формулата е променета во 2022 година во месец март со согласност на економско-социјалниот совет и формулата е Добро, значи променета на начин на што е изваден бруто домашниот производ. И уште еднаш ќе повторам. 1/3 бруто домашен производ, 1/3 пораст на просечна плата, 1/3 пораст на трошоците за живот овозможуваше 300 денари усогласување на минималната плата до тогаш. Сега ако тоа од тогаш е полошо од тоа од пред тоа, тогаш во ред, нека им стои. Но ако сега минималната плата во Македонија не ви е доволно, трошоците за живот ви отидоа, или како што вели еден колега, ние ќе се договараме за платите, за цената на струјата која отиде 3,5%, не се договараме. Не се договараме за цените во маркетите кои секој ден ни се поскапи, затоа не се договараме, не се прашуваме, но ние ќе се прашуваме дали 400 евра, 397, пардон, се доволно за да преживее едно четиричлено семејно домаќинство. Мислам дека е говорите директно на прашањето, дека вие бевте дека ова е боља методологија. Ова методологија. Ама уште еднаш ќе ви повторам, никој не ја подпиша, се изгласа во влада. Извинувам. Гласате за на ИСС. Немаме амнезија. 2023 година, само 2 години се поминати од вашиот ценет подпис кој е ставен таму. Ама нема ценет подпис, второто министар. прашање сега, дозволете ми малку, јас ви слушам. Значи, сите анализи, вие се повикувате на Finance Think. Finance Think навистина прави добри анализи, ги почитувам. Една од анализите вели, сите анализи покажуваат дека продуктивноста, која мора да биде релевантен фактор во пресметката на сите економски параметри, е на пониско ниво отколку во регионот и Европа. Значи, за пресметување Finance Think посочува дека еден од параметрите кои не се замени, а се пресметува формула, триумфална формула за минимална плата која сте излегле, е параметарот продуктивност. А знаете ли како беше триумфално дојдено до таа формула? Видете, во секоја економска логика. Ќе мора да ви кажам. Се извинувам. Значи, не ме интересира, реков на историја, не, ама ме јас интересира, само че сакам така оти дискутирам. се повикуваме сега на некои работи, а не спомнуваме пред 2 години што се случило. 2023. Веќе се подобар животен стандард. Да, апсолутно. Само Како друго, тој ќе го друго направиме? сакам Дали 30 само евра да завршам зголемување на мисла. минимална плата е Продуктивноста, доволно во март? секој економист ќе ви каже, добар економист, дека продуктивноста треба да биде еден од битните параметри во пресметување на минималната плата. За жал, Македонија е на дното во Европа по продуктивност. И тука